студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Камерите од денеска снимаат казни од 1 јануари. Системот безбеден град ставен во функција. Беким Сали за вице-премиер и министер за евроинтеграции, Мухамед Хоџа за животна средина. Мицкоски ги достави промените во владиниот кабинет. Демири во обид за обединување на Алијанса. Пензионерите на протест предуставен. Судот доправа ќе одлучува, но добиените зголемувања остануваат. 6 години по воведувањето, парите од мој дедеве за прв пат не стигнаа на сметките на сите граѓани во законскиот рок. Рафинеријата на НИС пред затворање. Витков оди на средба со Путин. А во овие вести во живо информираме за промените во владиниот кабинет кои Мицкоски како предлог веќе ги достави до Собранието. Останете со нас. Камерите на системот безбеден град од денеска се во функција, а граѓаните кои направиле прекршок веќе добија опомена. Казни, како што информираат од Министерството за внатрешни работи, ќе се издаваат од 1 јануари. За 12 часа од примината имало 65.000 прекршоци. Даниел Василев ги има деталите. За 12 часа забележани 65.000 прекршоци. Почна тестирањето на Safe City, системот за автоматско казнување на возачите кои ќе направат прекршоци на скопските улици. Министерот Тошковски објави дека во првите 12 часа од пробното функционирање на системот регистрирани се 2800 поминувања на црвено светло и 1000 нерегистрирани возила на улиците. Оваа алармантна бројка уште еднаш ја потврдува неопходноста и оправданоста на системот, од кој очекуваме значително подобрување на сообраќајната култура, зголемена безбедност за сите учесници во сообраќајот и намалување на штетите и жртвите на патиштата, вели министерот Панче Тошковски. Во почетокот камерите за автоматска регистрација на регистарски таблички ќе следат прекршоци како брзо возење, поминување на црвено, непрописно паркирање и стечена сообраќајна. Во следната фаза МВР најавува проширување на регистрирањето на прекршоци, но засега е нејасно што точно ќе следат камерите. Граѓаните веќе почнаа да добиваат SMS пораки од МВР со предупредување дека направиле прекршок во сообраќајот. Отстапки нема, па така на места каде дозволено е 50, предупредување добиваат и возачи кои возеле 52 км на час, например. Кога ќе дојде ред за казнување, таа ќе пристигне и на SMS, но и на електронска адреса, податоци кои возачите ги оставаат при регистрација на возилата. Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот сообраќајен прекршок во рокот 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако истекол рокот од 8 дена за да плати половина од изречената глоба, ќе може да го плати целиот износ на изречената глоба најдосна во рокот 8 дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба, а пред постапката за извршување. Кога ќе заврши со плаќање на изречената глоба, во одадените рокови се плаќаат трошоци на целокупната постапка. За сега е нејасно колку време ќе му треба на системот да регистрира и процесуира одреден прекршок. Според објаснувањето од МВР, странците кои транзитираат, например, ќе имаат рок од 8 дена за да ја платат глобата. Странец како и државјанин на Република Северна Македонија кој што со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рокот 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Ако сторителот не ја платил глобата, Министерството за внатрешни работи ќе ја достави до органот надлежен за присилна наплата. Во случај на прекршоци кои освен парична казна, законот предвидел и одземање на возачката дозвола, ако сторителот ја платил казната во предвидените рокови, МВР поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд. На еден месец пред стапувањето во сила во јавноста се уште има одредени недоречености. Например, како ќе бидат казнувани возачите на рентакар возила, или уште кои законски измени се потребни да се донесат до крајот на месецот за системот да може непречено да профункционира.
Safe City е еден од најдолго најавуваните проекти уште од 2023. Планот е да биде проширен и во други градови како Куманово, Тетово, Штип. Системот треба да воспостави ред во сообраќајниот хаос и да го намали бројот на жртви со оглед на тоа што годишно во просек по 137 луѓе гинат во сообраќајни несреќи. Даниел Василев, Сител телевизија. Дел од родителите на ученици во основното училиште Димо Хаджидимов во општината Карпош одлучија и денеска да не ги испратат своите деца на настава. Преку Советот на родители тие бараат исполнување на основни хигиенски услови. Директорката вели дека постапиле по сите препораки на институциите. Родителите на голем број ученици од основното училиште Димо Хаджидимов нема да ги пуштаат своите деца на училиште, дури не добијат гаранции дека училиштето ги исполнува хигиенските услови. Тие од утринава подпишуваат петиција во која бараат гаранции за спроведените контроли, потврда дека кујната училниците се согласно санитарните стандарди и дека здравието на нивните деца не е во ризик, вели за Сител родителот Ванчо Самарџиев, чии две деца учат во Димо Хаджидимов. Денеска изутрина дел од родителите не ги пуштија учениците, дури има и еден клас целосно, се додека не се види што ќе има некаква официјална реакција на училиштето, бидејќи се до сега е дека само се просториите поминати со дезинфекциони средства. Денеска Советот на родители ќе има вореден состанок се со цел да се разјаснат некои работи, бидејќи многу деца не се веќе на училиште од Сабаље, а исто има петиција со над 70 собрани потписи до 7:30 наутро. Директорката на училиштето вели дека се е дезинфицирано, учениците се враќаат на настава и денеска нема голем број на отсуства. Ги почитуваат протоколите кои им ги дале, за како и со кои средства да се чисти училиштето. Насоките се ги добивме после целосната дезинфекција, протоколите за одржување на хигиена се по пропис како што треба да се постапува, хигиенските средства се користат по намени кои се за подни, кои се за работни површини и оно што е нас регуларно, редовно постапување го применуваме. Децата се веќе на настава. Состојбата и на детската клиника се подобрува. Директорот Мемеди вели дека во моментов има уште 4 дечиња од ова училиште, но најголемиот дел ќе ги пушта дома уште денеска. Викендов немале нови случаи на ученици со диарија, повраќање и болки во стомакот од Димо Хаджидимов. 3 денеска најверојатно ќе бидат испишани дома, бидејќи нивната состојба е сосема стабилна, добра и уште едно ќе остане за утре најверојатно да биде пуштено дома. Значи нивната здравствена состојба е сосема стабилна, немаат веќе тегоби и симптоми. Институтот за јавно здравје утврди дека на 3 чешми во училиштето и во мусаката имало фекални бактерии кои се појавуваат поради нехигиена. Дополнително неколку деца имали норовирус, а една вработена бактерија. Сите овие причини предизвикале кај децата да се јават силни болки во стомакот, повраќање и диареја. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Беким Сали за вице-премиер и министер за евроинтеграции, Мухамед Ходжа за животна средина. Мицковски ги достави промените во владиниот кабинет. Демири во обид за обединување на Алијанса. Пензионерите на протест предуставен. Судот доправа ќе одлучува, но добиените зголемувања остануваат. Предлогот на Мицковски официјално е предаден во архивата на Собранието со имињата на новите министри. Кој е конечниот договор на партнерите одвреди? Дознаваме од колешката Катерина Нешкова. Катерина, чии имиња се запишани во предлогот кој Мицковски веќе го достави до Собранието? Така, тоа се Беким Сали, имињата кои што и досега ги знавме, значи Беким Сали, пратеник и поранешен министер за здравство, овој пат ќе биде министер за евроинтеграција, дополнително се очекува да биде именуван и за вице-премиер според договореното и Мухамед Ходжа, поранешниот портпарол на владата, кој ќе го превземе Министерството за животна средина. Заедно со предлозите за новите министри, дека во парламентот е пристигнат и предлог за разрешување на Орхан Муртезани, министерот за евроинтеграција, кој што треба да го испразни министерското столче, за да може Сали да влезе во владиниот кабинет, а воедно и вреди да ги сочува бројот на министри, онака како што е договорено при формирањето на првиот владин кабинет на Мицковски со ова владина комбинација. Од друга
страна полека, но сигурно се прави и рекомпонирање на мнозинството, па и на парламентото целосно, имајќи предвид дека се појавија пратеници кои што ќе делуваат независно, кои што излегуваат од Европскиот фронт, таков е и Демири, кој што излезе од кај Алијанса, но вели дека целта му е племените и дека сака всушност да ги обедини сите крила на ова партија. Деталите ги гледаме во прилогот. Пратеникот и екс-министер за здравство од редовите на Алтернатива, Беким Сали, доби ресор. Осен прв вице-премиер на местото на Меджити. Тој се предлага за министер за евроинтеграции. Поранешниот портпарол Мухамед Ходжа го презема ресорот за животна средина. Формалните предлози Мицкоски ги достави до собранието. Тоа значи дека од владата ќе треба да си замине Орхан Муртезани, кој сега го држи ресорот за евроинтеграции. За него засега се планира амбасадорско место во Брисел. Веќе има и предлог за разрешување од премиерот и се планира тој да биде ставен на дневен ред на првата наредна седница. Неизвестно е кога ќе биде изборот на новите министри. Ова е првиот дел од владините смени што се најавуваа изминатиот период. Втората фаза во која може да дојде до нови промени се планира по Конгресот на ВМРО-ДПМН и по Нова година. Во меѓувреме владеачкото мнозинство, иако по расцепкувањето на Европскиот фронт на ДУИ, засега на свое конто не додаде пратеници. Јасно е дека полека го обезбедува Бадентеровото мнозинство што сега го нема. Бадентер е потребен и за дел од законите од реформската агенда, но и за законот за локална самоуправа. Пратеникот Илир Демири кој викендов објави дека излегува од крилото на села во Алијанса и ќе делува независно. За Сител потврди дека ќе дава поддршка на владини закони што се од интерес на граѓаните. Поддршка ќе дадам на сите закони што се од интерес на државата, како европските закони, но и од интерес на сите граѓани. Останува да делувам независно, но идејата ми е племенита, да ги обединам трите дела на Алијанса и на партиски конгрес да избереме ново раководство. Потоа ќе одлучиме што е најдобро за Алијанса, дали да делуваме како власт или како опозиција. Не може да бараме лек за државата ако прво не се излечиме себе си, ни рече Демири во телефонски разговор. Алијанса во парламентот делува со 8 пратеници. Тројцата на села кои неодамна ја напушти коалицијата на Ахмети, тројцата на Таравари делуваат како опозиција. Еден пратеник е од крилото на вице-премиерот Фетаи и тој е дел од мнозинството. Демири засега како независен веќе разговарал со пратениците од крилата на села и Таравари, наскоро и со оној на Фетаи, за првично да формира и заедничка пратеничка група. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Исполнети се помалку од 30% од реформската агенда, предупреди денеска граѓанскиот сектор. Власта бара Унијата вистински да се заложи за проширувањето, а опозицијата бара национален консензус наместо скратена постапка за законите. Парламентот е клучниот фактор во донесувањето на реформските закони кои ќе значат исполнување на очекорите од планот за раст и реформската агенда, но исполнувањето на врските доцни. Ваков заклучок има пратениците граѓанскиот сектор кои ги анализираа сите пораки испратени по извештајот за Македонија и последниот состанок од Берлинскиот процес. Од превземените сами рокови и обврски кои што ги имаме во рамки на реформската агенда доцнат во многу фундаментални и круцијални сектори. Имавме најава пред минатата недела од вице-премиерот Фетаи дека кривичниот законник во одреден формат до крајот на година може да го очекуваме, што ни би убава новогодишна честитка за сите граѓани. За владата приоритет останува спроведувањето на врските кои останува до полноправното членство. Во овој период сме фокусирани на исполнување на 29 чекори до крајот на годинава во областите на јавен финансиски менеджмент, реформа на јавната администрација, енергетика, дигитална транзиција, развој на бизнис секторот и реформи во областа на владење на правото. Мнозинството нотира дека пред пратениците се сериозни задачи со фокус на реформите во правосудството, но според нив треба да се следи и вистинската заложба на Унијата за проширувањето, кое не сите земји членки го одобруваат. Опозицијата пак враќа дека за реформските закони потребна е дебата и национален консензус. Во излагањата на клучните шефови на држави и влади или министри за надворешни работи на побитни земји членки на Европската Унија, почесто се користи зборот интеграција на земјите од Западниот Балкан, отколку фразата полноправно членство на земјите од Западен Балкан. Во собранието се остава сериозно малку простор за дискусија, затоа што над 70% од законите во овие 18 месеци се носат по скратена постапка, која значи неколку часовна
присуство во собранието пред да се гласаат. Граѓанскиот сектор во анализа на првата година од реформската агенда вели дека имплементацијата е на незадоволително ниво. Од 21 само 6 реформски чекори се исполнети, тоа е нешто помалку 30%. Со тоа се ослободени само 25 од 85 милиони кои што се на располагање за овој период. Во делот на енергијата и зелената транзиција, темелите и човековите права, според нив, нема реализација на ниту една од планираните реформи. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Кој го реши несогласувањето во вреди и каква порака испраќа изборот на новите имиња во владиниот кабинет? Дали владеачкото мнозинство ќе се прошири со независни пратеници и може ли втората фаза на владината реконструкција да обезбеди ново место за нови партнери? Анализа во тема на денот со политичкиот аналитичар Сефер Селими. Стотина пензионери денеска излегува на протест пред Уставниот суд со барање да не им се крати линеарното покачување на пензиите. Од судот и денеска, како и минатата недела, велат дека воопшто не одлучуваат за зголемувањето од 5000 денари, а доколку се укине последното покачување, пензионерите би можеле да останат без најавеното зголемување од 1000 денари на пролет, но би добиле законско порамнување на пензиите. Стотина пензионери протестираа пред Уставниот суд, побараа да не им се укинува линеарното зголемување на пензиите. Велат дека ако остане процентуалниот модел, само ќе се зголемува поделбата меѓу пензионерите. Според нив, разликата меѓу највисоката и најниската пензија сега е 1:7, иако растот е по проценти, таа ќе биде уште поголема. Нашата борба денес не е само за оваа група пензионери што се, него за идните генерации кои ќе бидат пензионери, кои ќе бидат да бидат со чест и достоинство да бидат. Да немат утре да се десе, да немат корка леп да јадат, лековите да не може да се ги купат. Па тоа не ли е срамота? До сега беше, години уназад беше, со процентално по 500, по 600, по 700, по 800 денари. Ми тоа гледајте како времето доаѓа, гледајте инфлацијата. Пензионерите барат социјална правда, зашто? Викина се со ниски пензии, затоа што се биле технолошки вишок, стечени работници, платени со минимално 4-часно работно време. Од Уставниот суд минатата недела кажаа дека одлука се уште нема, затоа што се собираат мислења. Првото линеарно, на 2 пати по 2500 денари, воопшто нема да се разгледува. Директорот на Фондот за пензиско пак синоќа во тема на денот рече дека исплатата не е загрозена. Пари има и пензионерите редовно како и досега, ќе си ги земаат пензиите. Инаку од лани пензиите се зголемени за 6000 денари, исто за сите пензионери. Мартин Арсов, Сител телевизија. 6 години по примената на мерката Мој ДДВ, за прв пат парите од повратот не стигнаа на сметките на сите граѓани. Од УЈП велат дека имало технички проблем и дека сите граѓани ќе бидат исплатени. Последниот законски рок истече вчера. Рече се 200.000 граѓани кои скенираа фискални сметки не ги добија парите од повратот на ДДВ. Законскиот рок за исплата истече вчера. Од УЈП без одговор кога ќе им се префрлат средствата за третото тримесечие, но веруваат дека парите сепак ќе ги добијат. Во процесот на исплата кај дел од спецификациите се појави технички проблем, кој бара целосна преработка на истите. Имено доколку постои дури и само еден налог, каде се појавува корисник со промена на банка или трансакциска сметка. Целата пратка системски се враќа и средствата не се исплаќаат кон сите корисници кои се во ист налог, како и корисникот кој извршил промена. Овој предизвик е веќе идентификуван и надлежните служби работат на негово надминување. Целта е да се обезбеди точна и правична исплата за сите граѓани, без исклучок. Велат во соопштението од управата. Додаваат дека граѓаните треба да бидат спокојни. Средствата кои им следуваат ќе им бидат исплатени. Според последните податоци кои ги објави управата за јавни приходи, а се однесуваат за второто тримесечие, фискални сметки скенираат речиси 503.000 граѓани. Од кога почна да се применува проектот во 2019 година, вообичаено е повратот на ДДВ да се исплаќа до 10, најдоцна до 15 во месецот по истекот на 60 дена од завршување на кварталот. Во овој случај парите за јули, август и септември требаше да легнат на сметките до 15 ноември. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
СДСМ објави нови информации за тендерот со софтвери во владата, кој според нив го добила фирма која била блиска до ВМРО-ДПМН. Вториот вработен во фирмата, која добила околу 9 милиони евра од тендери во последните 6 месеци, како што објави СДСМ, бил вработен во УБК и сведок во случајот Таргет тврдина. Кој е вториот вработен, што работел претходно и во кое време работел. Станува збор за извесен Глигор Поцев. Поцев, почитувани, бил сведок во случајот Таргет тврдина за уништувањето на опремата за масовно прислушување како вработен во Управата за безбедност и контраразузнавање во периодот на Сашо Мијалков. А токму последниот договор со владата и оваа фирма е рамковна спогодба за софтверски лиценци за виртуелната платформа. Како тоа, лица кои биле дел од разузнавачки структури, кои директно или индиректно се поврзани со процеси за уништување на опремата за прислушување, сега се пак во игра за милионски тендери за софтвери. Синдикатот на клинички не се согласува со најавите на министерот за прераспределба на медицински персонал. Бараат долгорочна стратегија за да не останат без кадар. Прво да се спојат клиниките во една целина и да се направи долгорочна, минимум 10 годишна стратегија за здравството, па тогаш да се размислува за внатрешна реорганизација и прераспределба на медицинскиот персонал. Синдикатот на клинички не се согласува со најавите на министерот Азир Алију, со законски измени здравствени работници во зависност од потребите, да бидат префрлани да работат од една во друга установа. Но се ова од кога ќе се направи интеграција на клиниките од кампусот Мајка Тереза, па согласно тогашните потреби и систематизираните места да се направат кадровски распоредувања и реорганизација. Значи, до тогаш во овој момент ова е неизводливо. Не постои зависен механизам со кој би се направила проверка и би бил транспарентен изборот на тоа кој каде треба да биде испратен, што значи дека не може да ни гарантира дека нема да биде тоа на лична основа, на, не знам, локални потреби или па евентуално партиски интереси. Од Синдикатот на клинички сметаат дека бројките кои беа презентирани од страна на министерот за застапеноста на кадарот во јавното здравство не се еквивалентни, бидејќи некои лекари работат со скратено работно време, други биле пред пензија и со тоа дополнително ќе се нарушила стабилноста на здравствениот систем. Проблем според нив е и намалениот број на вработени во заеднички служби, кои од 2023 чекаат подпишување на анекс за да добијат зголемување на плата. Колку министри се сменија, навака ние немаме ни едно покачување. Сведени сме на испод минимум финансиски. Персонал бега по приватни сектори. Синдикатот на клинички инсистира и да се заштити јавното здравство преку различни механизми, да се ограничи откупувањето на кадар од приватните болници, за кои претходно државата вложила во нивно образование и обуки. Александар Динев, Сител телевизија. Поради градежни активности, Гостивар попладнево остана без вода, како што информира од јавното комунално предпријатие. При градежни активности на Бехтин и Енка, кои не биле најавени, била оштетена главната водоводна цевка. Во моментов се работи на санирање на проблемот. Овие од Бехтеленка што прат коридор 8, значи имат копано за мостот што треба да ја прат, и ја имат фатено нашата главна цевка што ја снабдува цел град. Ја моментално сум на терен со мајсториве сега и чекаме за сат и пол до 2 часа ќе биде завршен. Ќе ја дезинфектираме целиот систем и ќе правиме анализа, мислам дека нема да има проблем. Значи и нешто, пошто овие имат работено без нашата одобрење и малку не чуди ова што не случи денеска. Ке барате некаква одговорност? Ние веќе пријавивме во полиција, крим техника што се вика тука кај нас, и тие имат прајно записник, ќе продолжи со тужба за фирмава. Студентите на Филолошкиот факултет добија бесплатни Wi-Fi зони во одредени делови од факултетот. За разлика од нив, студентите на Универзитетот Мајка Тереза од денеска имаат виртуелен асистент кој ќе им помага полесно да ги завршуваат обврските.
Од денеска бесплатни Wi-Fi зони за студентите на Филолошкиот факултет, ама не секаде. Сител провери каде има бесплатен интернет. Студентите ќе може да се поврзат на мрежата Free Wi-Fi by MDT во аулата на факултетот, да пребаруваат на Google додека седат во амфитеатрите. Интернет има и во салата за седници кога раководството на факултетот ќе носи одлуки. За интернет во предавалните студентите ќе почекаат подобри времиња. Следните чекори ќе бидат направени и внатрешно во делот на предавалните и кабинетите. Во оваа фаза целокупниот простор, аулата на факултетот, сите амфитеатри, салата за седници се со оваа можност. Две набавки се околу 10 милиони денари, со кои што го почнуваме процесот. Се фокусираме на оние средини кои што немаат вакви можности. Детектиравме дека такви имаме во Охрид и во Битола. Еден час подоцна од промоцијата на бесплатните Wi-Fi зони, на настан организиран на Универзитетот Мајка Тереза, беше представена новата виртуелна асистентка. Иновативна алатка која ќе им овозможи насока и поддршка на студентите. Кога ќе отворите на страницата на универзитетот, овој четбот ќе ви помогне за неколку секунди да го најдете академскиот календар, распоредот на испити и други информации за факултетот. Алатката, значи, при самата посета на веб-страната на университетот се активира, може и преку мобилен телефон и автоматски има можност студентот, професорот или надворешниот гостин да го активира и постави било какво прашање врска со университетот. Се отвора суштинското прашање, со каква брзина се дигитализира нашето образование. Додека развојот на вештачката интелигенција во регионот напредува значително побрзо. Во Македонија има студенти кои немаат ниту основен пристап до интернет во собите на студентските домови. Во Албанија вештачката интелигенција веќе е дел од извршната власт. Првата дигитална министерка Диела носи одлуки за тендери. Кај нас голем исчекор во дигитализацијата представуваат бесплатните Wi-Fi зони. Габриела Лескова, Сител телевизија. Годинава во Македонија се регистрирани 38 нови случаи со ХИВ-СИД. Според податоците од Институтот за јавно здравје, во земјава со инфекцијата живеат повеќе од 500 лица. На меѓународниот ден за подигнување на свеста за ХИВ вирусот, невладините побараат државата да стави акцент на ефикасна терапија и превенција. Со само 393 спроведени тестирања кај една од клучните популации, граѓанските организации диагностицираа 8 позитивни случаи, бројка што е за 28 пати повисока од стапката на позитивност кај јавноздравствените установи. Една од најважните или првата најважна работа за едно лице кое што е инфицирано со ХИВ е да биде диагностицирано. И тоа што порано, бидејќи понатаму веќе патот е трасиран и прилично предвидлив. По продолжение блог вести од регионот и светот во избор на Емилија Штерјев. Српскиот претседател